на зракот вистина ме води до стариот јаглен мост. Нема страх, под него нежно чекорам. Од друга страна ти, со која мудруваш. Тивко во ноќта прости ми храбро за нас, кажи во очи нов сјај гледаш ли, кажи. Тивко во ноќта прости ми храбро за нас, кажи во очи нов сјај гледаш ли, кажи. Ова е вистински благослов и мора да го кажам и јавно дека последниве 2 седмици, ако во некој сингл македонски вистина уживам, тоа е новиот сингл од Валери. Претпоставам дека можеби веќе и радиските станици ќе го позиционираат не само нели самите тие, туку и публиката на првото место, како што беше изминативе години со голем дел од твоите синглови. Валери, Дарко, добро ми дојдовте некаде на крајот. Ви благодарам во ова искусено издание што ќе му дадете магија во етерот на Телма телевизија во текот на ова лето. Фала ти премногу што ме прими, што ме повика. Задоволство ми е што ќе се дружиме. Па по неколку години музичка пауза, години. Добро, реално и самите ние можеме мала абстиненција и пауза со утринското шоу, кое што верувам дека и за многумина, како што и некако ги добивме тие можеби пораки недостасуваше во етерот на Телма, го вративме, ама се со цел некако да биде повторно платформа за да може да се промовира и македонска музика. Така. Фала ти многу. Честитки уште еднаш. Ова е за мене дефинитивно еден од топ 5 синглови барем засега за од издавањето на македонската музика. Сериозно кажам, мислам дека ти ги кажа сите. Да, ви кажа и претходно. Да. Честитки уште еднаш и за утрово кажавме дека враќање на Сунчане скале, не знам дали се случи годинава, меѓутоа сцена која што многумина мислам дека некако ја поврзуваме со убави македонски музички хитови беше Сунчане скале. Малку реизменета како скале годинава, ама па и доста помеѓу тебе имаше и други артисти македонски кои што има прилика да поминат некое време во Црна Гора. Од Македонија бевме јас, Антонија Геговска и Лина Пејовска. Браво. Во моментот можеби најактуелните македонски дами музички. Супер. Не бевме во иста вечер, само јас бев во втората вечер. Стандардно си беше со 3 вечери како што досега било искуството? Две беше оваа година. Преубаво се поминавме и сцената е преубава и организацијата е предобра, самото искуство е фантастично на сцена. А и да влезеш во пак некако историјата можеби на фестивалот на настапувачи, изведувачи, значи верувам и како за тебе како артист. Секако, особено како артист. Започнуваме со настапи во Македонија. Последниот период мислам дека имаме низа концерти. Не знам како е кај секој поединечно, меѓутоа би сакал да најавиш ако има нешто можеби подготвено ново како календарски со настап. Не знам дали со Дарко сте во комбинација. Да, ние заедно настапуваме. Заедно сме во комбинација. Он ми е гитарист и басист. Така? Браво. Да. Доста сме активни со настапи. Се ангажиравме годинава за да дадеме се од себе максимум што можеме. И тоа ни се исплати на крај. Па така, среќни и задоволни. Супер. Имено убава половина година морам да признам, нели по оние карантински периоди, затоа не сме се виделе одамна, морам да кажам продуктивен период за или концерти настапи за сите вас. Ќе ја оцениш досега како една продуктивна убава година, барем досега? Па оваа година дефинитивно, да. Имавме пауза од 2 години, али мило ми е што се опуштија еве сите веќе и некако го ставија тоа позади што се случувало и сега веќе имаме како нови шанси и со нови цели и еве. Го чувствувате можеби зенитот на сега на повторно на македонската музика и самата ти бидејќи се сеќавам пред неколку години кога првпат беше во студиското во нашето студиско издание и во тој период почнаа твоите соработки авторски, нели? Со Билбилов и така натаму.
дали беше тогаш песната ќе биде нешто најавав и знам дека беше реков Валери ќе биде допрва дамата за која што ќе слуша светот и Македонија и тоа мислам дека веќе се случува. Зенитот некако го доживувате и кај себе и кај македонската сцена? Па, мило ми е што така размислуваш. Од ова За мене. низ ова призма моја. Не знам се Да. како е можеби во кругот на музиката. Јас не знам, баш претходно правевме муавет сега пред да дојдам на интервју дека се што правам само работам и го работам тоа што сакам, работам на музика и тоа сум фокусирана и мислам дека ништо друго не ми е битно. Како што и да се деси. И чувствуваш дека ќе има продуктивна година целосна за македонската музика? Да, општо да. Веќе има и нови многу млади артисти што се доста талентирани и што работат на себе. Така што мислам дека текст сега веќе почнуваат некои нови шанси да се отвараат за младите и да биде малце поразновидна музиката. Да, често знаеме да говориме и со твои колеги и пријатели дека музичките платформи се во полнек и мислам дека ако порано можеби беше тешко можеби трансферот на некаква музика да се случи, да стигне до друг дел од светот, мислам дека денес Spotify и другите музички платформи го возможуваат истото. Дефинитивно. Така? Да, дефинитивно. Како оди сериозно сработката со тамошниот пазар? Сега забележувам и кај тебе што е ретка прилика, не секој е имал таа можност, меѓутоа важно е веројатно конекциите да ги направиш со тамошната сцена како е скале, да можеш да ја доближиш и твојата музика и сензибилитет и во случајот на регионалната сцена. Се случува во моментот некаква сработка и таму со некакви договори или? Не. Мислам, јас немам никаков договор подпишано со никој, општо немам никакви договори за што и да правам во врска со мојата музика. Имам Spotify, ги имам сите платформи, само ја аплицирам музиката таму и тоа е тоа. Не. Можеш да направиш договор ако сакаш. Лесно и да речеме, не знам дали пристигнуваат да речеме преку Spotify реакции и коментари да речеме за белишки или аплод од тамошна публика од светот. Да, Spotify е повеќе и за настрана музика, може да се каже, али има и македонски артисти што ја користат Spotify. Јас го доживувам така. Јасно. Да. Се случува, мислам дека веќе не знам која во низот е авторска песна, ова како да се собира материјал веројатно за носач на звук, сега не знам во овој период, во ова време колку денес е продуктивно да речеш еве и да фало. Меѓутоа па на крајот има една сатисфакција лична, кога ќе ги ставиш некако нели со лирик, со наслови и ќе речеш ова е моја сработено последните 3 години. Не, ова е моето прво чело. Не, посебно чувство е дефинитивно кога ќе седнеш да имаш идејата и кога ќе ја завршиш идејата и кога ќе стасаш до крајот, е многу посебно чувство дека као ова го направив. И сите тие елементи, како раста проектот се и на крај кога ќе слушнеш целината како звучи, е голема гордост за себе. Се сложувам. Можеш мирно да спиеш. Можеш мирно да спиеш. Можеш мирно да спиеш. Може ли да ми дозволите вака додека јас и вие говориме, чисто само да го споделиме и изработката на видеоспотот, има некоја магија во истото, многу е на секако, да. Нешто има толку меланхолично, структурно позитивно во целата мелодија. Меѓутоа и трилерите, драко ќе се сложиш, некако се одвествуваат нешто, има нешто многу убаво од Валери овој пат. Ова е за мене сериозно, можеби досега. Не сум можеби толку голем музички новинар, меѓутоа синглот е фантастичен. Фала ти премногу. Ова е скроз спонтана песна што испадна со... Ти ми рече дури неколку години стара песна, меѓутоа аранжманот се менува последниве неколку години за да го сработите. Ама беше за новата песна, најновата, Херој, што правевме мовет. Ова е, мислам може да се каже дека и ова е постара песна, меѓутоа работевме, па ја оставивме и таа и веќе као сакавме да направиме само некои промени за детали што би го донале тој звук. Многу е некој галантен, рафиниран, лесен пристап имаш во овој видеоспот. Не знам, не дека досега било нешто агресивно да се разбереме, ниту пак имаш таква вибрација. Каде е снимен видеоспотот? Во Белград. Во Белград е снимен? Во Белград го снимавме. Да. Горан Симјановски го снимаше спотот. Браво. И Дуле, Парагон продукција ја изработи песната. Одлично. Убави доловини локации и вистина, значи. И Зоран Зонда го пишуваше текстот. Зоран е исто така еден фин наш музички маестро. Да.
последниот видео сингл, еве во моментот го слушате, ама тоа нема да биде и последно музичко парче, бидејќи рековме дека денес ќе го заокружиме ова издание, ова летно издание со тебе. Во моментот нашиот реализатор во режија Љупчо, кој што е режисер на бројни спотови од времето, можеби нема ни да препознаат гледачите што сето има сработено во својата архива. Во моментот на слушалица ме вели спотот е феноменален. Ама Љупчо ќе се сложиме, музиката исто така. Да, еве ги имаш, мислам дека лајкот и аплаузот не ги слушаш, меѓутоа режијата го носи тоа искуство од зад камерите. Дарко и Валери, оставам само да го заокружите ова издание во ваше издание, еве имаме барем уште неколку минути. Можете да следите, да. Еве, 4-5 минути ги оставам ваши, нека бидат. Еве ќе продолжиме со Херој. Херој, да. Инаку Херој не знам дали имаме можеби како инсерти, тоа беше еден од, ако не слажам, сингловите кои што беа издадени годинава, или грешам? Сега последна песна ми е таа, пред 2 недели. На Сончена скала бев со неа. Значи Херој беше на Сончена скала. Да. Не можам да ги помнам сите наслови или синглови, само ќе кажам дека се уште доволни ми е еден од најубавите музички. Доволни сите да сакаат, таа премногу ја прифатија. Нешто има лето, носи нека добра вибрација, ја пуштите пред да дојдете, ама еве нека биде Сончена скала во утринска на Телма. Може. Води ме тамо где смо почели, волели се, сањали и маштали, да среќајот додир што вечно трае, храбро сеченка до срце тајеш за другога. Ја утнав скроз. За другога. Води ме тамо где све на љубав мирише. Јаче смо зла која напада све. Mi smo heroji. Vodi me tamo gde najlepša ljubav počinje. Tamo gde mržnja ne postoji. Svi smo heroji. Ne znam, ovo mi se nema desano odamna. Da, skroz. Пријако. Тоа беше се однес. Одлично. Како и да е, ќе ти заблагодарам. Убави летни настапи ќе ви посакам со Дарко и целата екипа. Се подготвя, само кажи ми нов сингл. Секако. Да. Моментално исто така и работам на албум, па ќе видиме кога би бил готов. Значи сепак планираш да го направиш носачот на звукот? Па планирам. Да? Да. Ќе видиме. Кажи ми само, соработките продолжуваат до сега Билов и екипата? Зонде, па и кои се не ги има, можеби подпишано твоите авторски теми? Па не сум била ограничена со кој продуцент до сега имам работено. Моментално имаме неколку песни на ум со Дарко Димитров и со Дуле. Супер. Да. Добро, како и да е, ние можеме да го заокружиме во издание уште еднаш со последното, или нека биде изборот на режија, како и да е. Тука ми останува само да ви посакам уште еднаш убаво лето, септември со нова енергија и повторно ќе кажаме на синестезија во етерот нека да се создава, тоа е нешто што недостасува, а се надам дека и понатаму медиумите ќе бидат платформа каде што ќе може секако да ја пласирате музиката. Да, секако. Поздрав, Дарко Валери.